Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, работен народ на капиталистичка република Македонија, кој некои ја нарекуваат Северна, некои ја нарекуваат само Македонија, но сите заедно. Не сите ја викаат Македонија, Северна не ја вика никој, ама добро. Дали го читаш извештајот на Шарли Ебдо за Македонија? Да, не е извештај, текст е репортажа. Да. И мора да признам дека во нивни стил, нели? Иронично, саркастично, интересно. Јас само ќе ви кажам дека како млад новинар, кога се случи тој напад во Шарли Ебдо, бев еден од првите во Македонија кој јавно ја поддржа иницијативата Je suis. И ти беше Шарли Ебдо. Да, да биде најинтересно е Шарли Ебдо ни покажува дека знае да возврати на солидарноста. Они се по мене ептен на граница, дури зад граница на вкусот, меѓутоа добро, така избрале. Тој е начинот на кој што се пробиваат, тој е начинот на кој што функционираат низ провокација. И да, има убавина во тоа, претпоставувам. Сепак еве за оние слушатели кои не го прочитаа, не ја прочитаа репортажата на Шарли Ебдо. Шарли Ебдо вели дека биле во држава која има име кој никој не го користи во државата, кој никој не го прифаќа во државата. Нормално, да. И со кого и да разговараат се чувствува обесправено во однос на тоа име. Навистина прв пат светски медиум така релевантно да застане за оваа тема, иако се работи за сатиричен медиум, така што не, ама така почнува. Да, ние за жал во Македонија само сатира. Така почнува. А во однос на провокациите, не, само да знаеш, ќе биде интересно за тие медиуми кои што застана жестоко зад поддршка на Северна, кога тоа се носеше и така натаму, сега ќе бидат првите што ќе прават репортажи дека тоа е неправедно. И тоа е така. Во однос на провокациите, Ивица. Гледав викендов едно гостување на, мислам се викаше Борис Дежулич. Дежулович, да, се извинувам. Ти помладци, ти значи на почетокот на 90-тите во Југославија постоеше еден вестник кој што сите го читавме, кој што беше некоја си постјугословенска верзија на Шарли Ебдо, се викаше Ферал Трибјун. Да. Значи Ферал Трибјун беше прст во окото на Фрањо Туџман, затоа што ја разградуваше онаа неговата политика на парчиња. Национализам. Да, меѓутоа види, не го штедеа ни српскиот национализам, не го штедеа ни крадењето, кое што веќе почнуваше и така натаму. Баш Фералд Трибјун го прашуваат Дежулович, како вие одлучувавте која вест треба да се третира? И вика, пообично кога се собиравме на колегиум и кога ќе седневме да направиме, вика, не знам, карикатура од Бакнеш страствен меѓу Милошевиќ и Туџман или нешто слично. Да, такви работи правеа. И кога кога ќе си речевме себе се, па да не ова премногу, викавме, значи треба да оди. Чим се прашуваме себе си да не е ова премногу, треба да оди. Знаеш, тоа одење по линија некому не му се допаѓа. На многумина не му се допаѓа. Но тоа одење по линија кое добро го движи општеството напред, ја изострува дебатата, ги фокусира нештата во таа дебата и понекогаш така проблемите ги доведува до нивниот комплетен абсурд. И што треба да се случи? Треба да се случи. Треба во Македонија некој да излези така отворено во лице да им ги каже работите. Навистина ми е драго што еден колега од Шарли Ебдо го направил ова, колку и тоа да поминува незабележливо. Инаку види, имам една работа која што мораме да ја денеска да ја пуштиме во етерот, имено често ги споменуваме нашите верни слушатели и гледачи кои што се разнесувачи на пратки низ Македонија и низ Скопје посебно, меѓутоа едно друго место каде што имаме огромна публика се салоните за убавина, фризерските салони во Скопје кои што се веќе отворени,
кои што веќе Кој турбо работи работат. салон за убавина во ова? Па затоа што Домакинките рано почнале да стануваат. Не, да рано стануваат. Види, во Македонија има многу жени кои што веќе треба да отидат на работно А место. ова е пред работа. И пред дај работа, ногти да. да средам, па Па нормално, затоа што Идам. очекувањата во Македонија се многу повисоки за жените отколку за мажите во однос на многу нешта. Така што еве да искористиме оваа прилика и нив да ги поздравиме. салоните за убавина. Да. И велат дека сме имале во нашата емисија еден фин образовен дел вака каде што можеме да спомнеме некои работи кои што на друго место не Ивица, знаеш што, спомнуваат. салони за убавина и ние двајца. Мислам дека нас поише ни треба пластична хирургија за решање на тој проблем. Ама не, но види тука ова е една тема која што ретко ја дискутираме во емисиите во Македонија. Дали си забележал дека на работно место, независно дали станува збор за бизнис, за политика, за култура, за образование, за било кое друго работно место, дека нема пауза кога станува збор за жена. Таа мора секојаш да биде тип-топ средена, суредена, мора секојаш да биде на 100% да дава од тоа што се очекува од нејзе, за разлика од мажите кои што може еден ден да се појават небричени, Да, и обично може кравата да не носат некој обично ден, еве сега може да се подопуштени и така натаму. Ќе отвориме една Ова е тема. значајна тема, види, која Ќе што не ја отвориме една дискутираме во тема Македонија. која можеби на нашата конзервативна слушателска публика баш и нема да и се допадне. Добро. А тоа е темата дека за жал Македонија не успеа да изгради услови за валоризација на жените во бизнис секторот. Точно е тоа. Доколку ги погледнеме сите оние неголеми компании во државата, приватни, државни, значи Да. зборуваме на компаниите кои се носечки столб на Да. државата, дали зборуваме за јавни предпријатија, дали зборуваме за банки, министерства, дали зборуваме за енергетски компании, сите оние кои вртат милиони и милиони. Многу се ретки случаите. А да, еве, Многу знаеме се- сите Савка Димитрова од Европа, потоа третата, како се викаше, третата директорка во Комерцијална банка, Даниела Арсова се како картовска Да, но многу мал Скопје. е- Многу мал опфат, не Многу малку жени се на немој да топ мислиш дека нашата менаџерски- конзервативна публика токму во Македонија дека не ги забележува овие проблеми и дека не сака се дискутира за овие проблеми, затоа што не постои маж во Македонија кој што не сака неговата ќерка да биде успешна, не само во делот кој што се очекува од нејзе, во делот на мајчинството и така натаму, туку и во делот на кариерата. И Значи, не се навистина, сомневај во тоа. и навистина е, Да. да, се согласувам. И навистина е жално што на топ менаџерски позиции во Македонија има многу малку жени. Не само тоа, и во политиката, еве гледај, Во на пратеничките листи тоа што се создаде Тоа мора, да. мора, но почнуваат добар е, да ставаат ради добар, реда. ама добар е учинокот се. Многу ретко прифаќаат жени со кичми. Да речеме, исто така, еве, не знам дали приметувате, владеачката СДСМ во овој момент нема ниту една жена градоначалник. Нема. ВМРО ДПМН има само една, да се разбереме. Тоа е градоначалничката на Скопје, Добро, веројатно. независна. Независна поддржана од ВМРО ДПМН. Но, сепак, бројот на градоначалнички е многу мал. Министерските функции Ми се се... чини за труд и социјала, имаме сега и за култура министерки, така? Па и вице-премиерката, како се викаше, таа што ја сметам дека е окей, Грковска. Добро, точно, ма Но ретко ја гледаме во јавност. Факт е тоа. Славјанка е тука нормално. Да. Сепак е жена. Точно. Но види, проблем е. Навистина е проблем и бројот на менаџерски позиции за жени треба да Не, се но ова што го зголеми. кажав, нема за жена нема слободен ден. Особено што навистина се многу пооптоварени од нас. Знаеш, мажите си дозволуваме да бидеме помрцини и ноншалантни, а жените освен професионалниот живот во Македонија Друго нема, се така. грижат и за куќата. Точно. Да, имаат и куќа и професионален Точно, живот точно. и плюс имаат салони за убавина. За разлика од нас, кои немаме нешто многу замаранци обично дома, да знаеме да помогнеме, сега не сме до толку примитивни и ние македонците, но сепак сме Ова е родова политика, лаѓето златев, во улогата на пратеник. Односно правиме работи само што ќе ни речат дека треба да ги направиме, обично така. Иницијативност така и нас мажите е помала. под знак прашалник. Е под знак прашалник. Не идеме по салони за убавина, не останува само да работиме,
а и тука покажуваме ноншалантност, а за македонски услови покажуваме и корупција. Да. За жал. За Ивица, жал. Да. Еве, од овие женски прашања да се префрлиме на една тема која можеби не го засега нашето општество, но го засега нашето општество. Тоа е во Соединетите Американски држави, како што веќе знаеме, минатата недела Врховниот суд донесе одлука со која не е загарантирано правото на абортус кај жените и државите може самите да си го регулираат, пошто голем број на држави како Арканзас, Кентаки, Луизијана, Мисури, Северна Тексас и Јужна Дакота, Тенеси, Тексас за 30 дена се уште немаат донесено одлука да го забранат. Ајдахо, голем дел од државите веќе одлучија, да речеме, овие кои ги наброев, да го забранат од истиот ден и веќе не е дозволен абортус во тие земји. И сега морам да се навратам за тоа колку американското општество знае да забега во екстреми, нешто што мене ми пречи. Значи, работата е што човек треба таму да живее за да им ги пофати темите. Да, но еве на пример, Значи, види, проблемот тука е што тоа абортусот во правото на абортус во Америка не е овозможено со законодавна акција, туку со една одлука на Врховниот суд. Тие немаат како кај нас башка врховен, башка уставен суд, туку Врховниот суд истовремено и уставен суд. И сега што е проблемот околу целата таа работа? Проблемот е што таа одлука дури и неколкумина од многу либералните судијки и судии на Врховниот суд ја оценувале дека е на климави нозе. Во смисол дека може лесно да го падне товарот на некоја нова ревизија од страна на Уставниот суд. Еве тоа се случи. Значи во моментов тоа право е вратено на државите. Предпоставам дека ова е дел меѓу другото и од тоа што ќе се случува во политиката во Америка. Ова е една тема која што Бајден и демократите ќе ја протолкуваат како тема која што ги враќа на позиција да се како да го речеме тоа, да се вратат во политиката, условно кажано. затоа што е огромен кикс на затоа што американската опозиција, републиканците посебно се наоѓаат во еден голем залет и кај нив, како кај нас, се занимаваат со минатото, еве сега некоја истрага прават во Конгресот за случувањето од 6 јануари. Дури се зборува дека ќе го суделе Трамп, што фрла една лоша слика за американското општество, затоа што лидерот на опозицијата да го ставаш во затвор не личи на земја како Америка, личи на некои земји од други точки на земјината топка. Во однос на ова, видите, американското општество е конзервативно, ако гледаме како целина. И оваа тема никогаш не е затворена во дискусијата. Покрај тоа што е конзервативно општество, само 10% од луѓето се залагат според оние официјални анкети за целосна забрана на аборт. Добро, ама за делумна па им бројот кој ќе речеме делумна тоа 26. Пак расте, знаеш. Знаеш, тема е. Јас се оно што ќе го прокоментираме понекогаш колку луѓето не се разбираат во некои работи, е зборот, например, тука е новинарот на CNN Бил Веир, кој се ова го протолкува забраната на абортусот, вели feels like one giant step closer to balkanization. Значи, ова за не преведи го. Значи, ова личи на еден огромен чекор поблиску до балканизација. Сега да му објасниме малку, иако веројатно не слуша на Бил Вер. Значи, вака, кутриот незналица не знае дека абортусот во СФРЈ бил легализиран веднаш по Втората светска војна. Значи, тоа е негде 47, 8, 9, сега не ме факајте за збор, и уставно загарантиран во 70-тите години. Значи, прво формално влегува, после уставно влегува во Југославија. Практично денес не постои држава на Балканот која има забранет или ригорозен закон за абортус. Дополнително е во македонскиот случај по акција на невладините финансирани токму од Соединетите Американски држави, односно од USA, во Македонија се дуваше брутално олеснување на абортусот со укинување на сите консултации. Ние никогаш сме немале забранет абортус, сме немале ни отежнат абортус. Не, меѓутоа во времето на имаше една многу знаеш,
Ај вака, ВМРО имаше една многу чудна фаза кога воведува кога воведува некои работи кои што Ивица, се да се кои што разбереме. се вон памет. Влегуваш во спинот Да. на Мила Царовска. Не е Тој така. закон жените не им забрануваше да абортираат, едноставно им велеше: слушај, ајде размисли 3 дена и дојди пак. Знаеш? Не, тука сме на целосно различна страна, Љупчо, затоа што Добро. во еден таков момент кога станува збор за таква одлука за жена, да се воведуваат некои работи кои што во Македонија немаше причина, никој не ги ни бараше. Ова беше Иронијата типично. оди дека сега Да, тие и- бас што нас ни го целосно либерализира Добро. нели абортусот, сега кај нив е забранет. Немам што да додадам, освен дека само умерените политики носат напредок во општеството. Ај, значи вака, За ај, жените, да се врати- значи, да. за жените е кршење на права доколку им се забрани абортусот, Апсолутно. и тоа е лудо да се случува, но дозволата да се абортира во доцна бременост без медицинска оправданост е проблематична работа за мене. Значи, пази се, има некои медицински, некои биолошки правила кои што се однесуваат на тоа, Така? на целата таа тематика. Треба тоа да се издискутира, се согласувам. Исто така јас сметам дека треба да се направат едни кампањи околу женското здравје, затоа што абортусот не треба да биде форма на контрацепција, што често е случај во Македонија. Значи, постоje други форми на контрацепција, многу поедноставни, поприфатливи и подобри за женскиот организам на крајот на криштата. Една таква кампања треба да се направи, која што инсистира на женското здравје. Но дека тоа треба да се ограничува, да се забранува и така натаму, не е тоа место во Македонија во 2022 година, во една земја која што веќе има, барем во тој поглед, далеку отидено. И јас се надевам дека повторно нема да имаме епизоди каде што ќе има обиди за ограничување на ова право кај нас. Факт, да, се согласувам дека во делот на она што се вика граѓанско образование, овие работи Не велам дека треба да се забрани ограничено, можеби треба да се даде еден малку поинаков предзнак на работата, односно да се известат и жените за последиците, за така натаму, да има некаква консултација, но тоа но треба не да се ригорозна, не Не, задолжителна. но тоа и така треба да се натаму. направи во рамки, во моментите кога нели, кога децата се во училиште, значи од 5 до 8 одделение и од 1 до 4 година средно, кога нели се дискутираат овие теми на часовите по биологија, по граѓанско образование и така натаму, со цел да се каже што е, кои се последиците, што се случува и пази се, искрено зборуваме, жени кои што се наоѓаат пред една таква одлука дополнително да се травматизираат е малку премногу. Значи тоа е работата која што мене ми пречи. Значи да се воведуваат нешта кои што Сепак, да. пак ќе кажам, тоа се важни одлуки, можеби треба малку по-психолошки да се пристапи, да Не се треба, апсолутно. Треба од секој аспект да се човек во пристапи. лабилност може се да направи, истото важи нели и за жените, затоа треба малку да се Но да се значи, обрне внимание на Да, таа за нас е чудно оваа тема, но во американското општество гледаме дека се уште е предмет на дискусија. Инаку само ти кажам, знаеш дека во Ирска тоа се реши на референдум. Да, и ирците одлучија дека треба да биде легален абортус. Да. Пред И одеа нема- да абортираат во Велика Британија. И нема муабет. Полска сега има некој многу ригидно законодавство таму и прави проблем. Дури слушам дека доаѓаат бродови од скандинавскиве земји во меѓународни води се вршат овие операции. Не се внимава како што треба да се внимава и потоа полскиот здравствен систем е оптеретен со последиците од овие вакви акции кои што Илица, ние- некаде во печатот ги нарекуваат Да ја- касапски. Значи да пази, ја- да ја- но да се вратиме, значи таа интервенција мора да биде во здравствените установи под врвен надзор на И статистика водена од страна на државата. да. Апсолутно. Се комплет, од почеток до крај. Да. И во Македонија ги имаме оние касапи, Диви клиники, да. гинеколози што на диво го прават тоа и навистина тоа е не припаѓа на современиот свет, особено што кога ќе се искомплицира, потоа здравствениот систем е тој кој треба да им ги решава проблемите на овие ситни профитери. Да ја оставиме оваа тема малку настрана. Ивица, свесен си дека ние во Македонија имаме феномен. Кој? Ние сме единствениот случај на планетата Земја. Од нејзинот, од неолитот до денес, Добро. прво да се изгради брана, а потоа да се бара вода за браната.
Каде се случило тоа, кажи? Ова се случило во Штип. Вчера Благој Бочварски, министерот за транспорт и врски, даде изјава дека прво ќе се изгради брана на река Отиња, па после ќе се размисли од каде ќе се пополнува браната. Ова е уникум. Ова е уникум, не сум чул за ова. Немам детали. Не можам да коментирам. Вчера беше, значи ова е А види, јас затоа што викендов бев во Охрид. пошто традицијата на грани дење брани на планета е многу стара, тоа уште од човекот Да, почна да ја поима околината. Друго сакам да му порачам на министрот, затоа што викендов бев во Охрид. Она што се случува со патот Кичево Струга е трагедија. Значи тамо насред јуни, кога треба градежни... Туристичка сезона е. Нема, насред јуни најчесто градежни работи околу автопати се на врвот, така. Ваму ја не видов пилета марда во покрај тоа. Навечер градот, она што го слушнав не е така. Она што го слушнав е наводно најавиле дека следната година, значи 2023 ќе го отварале од Охрид до Ботун. Ботун знаеш каде е во Дебарца, нели, пред да се почне човек да се искачува кон Кичево ваму, нели? Добро. И се ова е фрапантно, значи ако тоа темпо продолжи, јас навистина не знам што да зборувам. Значи една лоша слика за тоа што се случува во Македонија. Сметам дека тука тие заслужуваат не секоја критика, туку зад секоја критика. Ова е вон секој, значи вон секој здрав коментар. Не знам, мене ова ми е ивица фрапантно, што ми го кажуваш. Не ти е фрапантно, Белјевич. Затоа што, еве, јас ова се брани полнат без вода да најдат. Значи, прво брана градат, па вода бараат. Ова ќе биде слично и со автопатите. Значи, они го градат негде у AutoCAD, веројатно. 3D, нешто таква е работа. Или може имаат некој джиновски 3D принтер Па види, инсталиран. вакви брани каде што се градат па се бара вода, потоа најчесто треба да се види кој е тој изведувач што ги зема парите. Барем така... Не знам, да. мене ова ми е многу. Не, ова е работа кај што треба да видиме околу корупција, што се случува и како се случува. се случува крадење нормално, што може да се случува. И крадењето е сеопфатно, се присутно, а од друга страна пак не се внимава. Видовме едно драматично обраќање видео на претседателот Вучич околу подготовките на Србија за престојната зима. Такво нешто кај нас не видов. Да, го гледав вчера Вучич на РТС имаше така една драмолетка. Не спомна и нас како Македонија и нашата обесправеност во што се случува со Бугарија, рече нешто во стилот, вика за нив да им дадат да влезат во Европската унија, треба да се самоукинат. И само да не заборавам... И иначе, многу беше интересен кога зборуваше за евроинтеграциите. Вучич велеше братскиот македонски и пријателскиот албански народ. Значи, ние сме му браќа, албанците му се пријатели. Јас мислам дека и они ќе авансуваат наскоро. И они ќе дојдат у браќа. Добро се, нека почнат од братучеди прво, не знаеш. Ние почнавме од Шеше што не негираше, па сега браќа стана. Ова што се прави што го прават Вучич и Рама е на прекрасна работа, во смисол на надминување на разликите помеѓу два големи народи на Балканот, тоа е српскиот народ и албанскиот народ. Јас за таа работа ќе им препорачам на слушателите и гледачите една прекрасна книга, преведена на македонски, се вика Палатата на сништето од Исмаил Кадаре, кај што кажува дека стравот на секоја империја која што владее со Балканот е доколку се обедини албанскиот и словенскиот еп. Што сака да каже со тоа? Кога на Балканот албанците, македонците, србите, хрватите, словенците, црногорците, бошњаците, бугарите, кој ќе не биде лидер, Ардан грците, се обединети, кој да биде? Ако се обединети и взаимно се уважуваат, тогаш никој не може да ровари тука. За жал,
За среќа еве имаме лидери кои што тоа го Ивица, многу ти е теза каква? не знам, братство, единство. Ама нешто. нормално е бе Лјупче. Тезава ти е као извлечена од некој трактат на Маркс, на Тито. Ама не е така, види, проблемите на Балканот често знае да ги подмуце некоја страна, кои што да се подпре на идиоти, кои што ги има во изобилие овдека. Меѓутоа еве паметни луѓе, Еве, например, Чанак. паметни луѓе како Вучич и Рама еве сега тераат во една друга насока. Еден паметен човек, Ненад Чанак, вели... Чанак е паметен, но и има и други. Будала. Да, добро. Вели, Русија планира убиство на Вучич. Ја мислам дека Вучич годишно по 18 атентати избегнува. Ова е... Мислам дека Фидел Кастро и Јосип Броз Тито веќе се одамна в енерджи на листата на избегнати атентати, а прв е Вучич. Ова е неверојатно. Човеков тврди е, пред тоа го убиваа мафии, па Ција го убиваше, па после Ција отиде со него. Сега еве у моментов сакале русите да го убијат. Вучич, ние им викаме срам да ви е. Значи, немојте. Дај. А мислам од каде ги вади овие Од петата. не знам. Ај да идеме сега на нашиве домашни проблеми. Чекај се, први Имаш уште, добро. прв домашен и најголем домашен проблем пред било што. Најголем домашен проблем е крадењето, нормално, но Има и поголем сега. дали европските интеграции на Македонија ги прогласуваме за умрено? Не, Што би рекол не, еден поранешен рейс? Не, затоа што мораме да внимаваме, затоа што е можно, многу е можно, некоја глупост да се случи до петок. Што е се... Па, Значи, пред еве- 2 дена ти беше готово крај, ја викав чекај да не Да. направат глупост и сега ти се враќаш на моето, а во Не, па го меѓувреме гледа ја Бујар отидов Османи, на го твоето. слушам и Маричич, го слушам и Ковачевски, значи го забележав, ја видева колумната на Бранко Геровски за Плюс Инфо, кај што го храбри Ковачевски да обстои на политиката, што самиот ја зацрта. Ова е Еве се приклучуваме кон охрабрувањето Да. на премиерот Димитар Ковачевски да обстои на тоа што самиот го кажа, а може и избори да направи. Па дај Боже да ги направи, за да имам полен легитимитет следната влада. Истовремено, еве, од Софија велат дека дополнително бараат дополнителни црти, врзани со нивната политика. Имавме една друга работа. Значи, викендов мислам дека падна веќе последната брана, брани употребуваше, кој што Кирил Петков го правеа као некаков си феноменален, несекојдневен лидер на Балканот. Не би уште веруваат. Не веруваат, затоа што Веруваат. еве сега спомнал таму Чекај Колозова да видам дали Северно македонски партии, го слушнали тоа? Па да, па види има. Да. И гарантирам дека за тоа нема реакции. А во однос на Макрон еве уште една ексклузива за македонската, за нашата публика. Љупчо, не знам дали знаеш. Извини, морам да те прекинам. Да. Известен Љупчо Гоше вели Љупче, иначе фейк профил е очигледно, му го гледам сега, вика не те бива, пробај да се бавиш со земјоделие. Ја би радо. Јама цената на грозието и годинава е за нигде, а тоа можам да работам. Друго не можам. Годинава у загуба сме. Ѓубриво да платим, ово да платим. Не можеме и морам едноставно да си најдам друга работа и во случајот морам да се бавам со новинарство, нешто да се живее. Го уништивте систематски земјоделието во државата и ние земјоделците правиме сега буна, ги преземаме медиумите. Прво имавме козарска буна, ама не ни успеа таа. Ние тргна од сите медиуми. Сега правиме лозарска. Продуци. Значи се вратам на темата, значи Кирил Петков, еве, паднаа маските, веќе се гледа дека е типичен бугарски политичар кој што се држи до бугарските тези. Тука мислам дека Љупче не треба да имаме никакви дилеми околу таа работа. Не знам ти што мислиш. Дека Кирил Петков е само спроведител на радикалните бугарски ставови, ништо повеќе да. од тоа. И тука е само за да ни ги препакува како либерални. Нема никаква разлика. Со Харвард е. Со Харвард? Не, а инаку еве една Ама и друга он работа. онлайн Харвард има уствари. Нема MBA? Не, MBA има таму бил. Не. Значи, сега не може да спориме. Ги гледав, но на Харвард бизнес скул, пошто сакам за мене да си земам на интернет, пошто ти се разбираш во америчко
образование, имаат негде околу 2, 3, 4 илјади долари, имаат програми кои се сертифицирани, кои можеш да си ги земеш Значи, онлайн. не. Значи, ова што реално образование кое што е интересно за бизнис заедницата е тоа што се стекнува таму со 2-годишно образование каде што си присутен на лице место и се студира. Тоа го има Кирил Петков. Тоа го има Виктор Мизоеве кај нас. Значи, сега тие луѓе А ова онлайн, на далина... толку се вреднува. Да, но добро, Да. сега се нови времиња веќе... Без разлика, не. Значи се знае што е образование. Нови времиња, стари времиња исто е. Имало и на времето дописно, нели, овакво, со писма размена со едно со друго. Сега тоа само е онлайн. Ама и тоа е вредноста е различно од оваа вредност. Да се вратам на ова. Во Министерството за надворешни работи на Македонија нема никаква трага дека Македонија протестирала пред Франција во однос на употребата на северно македонци. Во два наврати. Да. Во првиот наврат дури Бујар Османи велеше бе добро по грешка се збунил Макрон, кажал северно македонски и за да ни докаже Макрон дека не е така, следниот ден го употреби тоа северно. Да, меѓутоа нема реакција од нашата од МНР, ниту од амбасадата во Париз. Тие нормално може сами да делуваат, тие мора МНР да им даде инструкција. Значи нема траг, документ, хартија кај што Македонија се обраќа пред Франција и вели вашиот претседател погреши. Нема. Тоа што зборуваше Османи е наводно се јавиле во амбасадата и од таму им рекле дека е грешка. Меѓутоа тоа е, како да кажам, устна комуникација, нема трага дека протестирале. Тоа значи Ивица. Главен проблем во се ова е што ја мислам дека Макрон одамна е непријател на европските интеграции на Западниот Балкан и сега само си начека прилика. Не би одел толку далеку, искрен да бидам. А тоа е лудилото на бугарите и сега ќе го стави тоа Значи, во не наша рамка и види. после ќе биде дека ние не Види, сакаме не да би одел станеме. толку далеку. Ајде да бидеме искрени. Значи Франција е демократска земја и Франција се подпира на волјата на незините избирачи. Во Франција имаше еден референдум од 2005 година околу Европскиот устав кој што спектакуларно пропадна. Не знам дали се сеќаваш на тоа. Европа требаше да донесе свој устав, имаше европска многу конвенција, ја водеше поранешниот француски претседател Валери Жискар д'Естен и потоа во налет на една таква еуфорија одлучија да направат референдуми во неколку земји за околу овие предлог европски устави. Референдумот во Франција пропадна 2005-та, веднаш потоа пропадна и во Холандија. И од тогаш имаме еден вид на како да го наречеме тоа? Усложнување на состојбите околу европската интеграција, околу проширувањето, што е и кон нас, така што не би рекол дека тие се против, дека има сега некаква си исконска желба таму против нас или некои такви луди политики. Едноставно станува збор за следење на волјата на електоратот, што за нас е сериозен проблем. Лепчо. Пресериозен проблем. Но да се вратиме сега на владава. Види, они се коранета зверка, една работа што ти не ја дискутиравме, онаа пресконференција на Маричич, не можеме да ја дискутираме, Да, што тоа после беше емисијата. петок, ние рано функционираме за разлика од нив кои спијат до подоцна. Добро, се сеќаваш нели кога влезе нели ВМРО во онаа параноја со жолтите комбиња, сите се смеја. Ова со хибридните напади е полошо. Прво, ја не знам што е хибриден напад. Хибрид, вака сега Да. генерално, да знаеш што е хибрид. Хибрид мотор е мотор што оди и на бензин и на струја. Хибрид растение е генетски модификација од два типа на растенија. Така, Да. создадено во лабораториски услови. Хибриден режим е режим кој има Конашиов, кој има демократска суштина, но авторитарна форма. Значи, хибрид е кога ќе споиш две. Од каде се ова хибридна војна е кога водите војна негде, на туѓа територија, но не ја водите вие, туку ја води некој друг наместо вас. Како, например, Донјачката и Луганската република, народни републики, која водеа војна против Украина, всушност водеше Русија војна, тоа беше хибридна војна, каде што... Не бе хибридна, знаеш што е? Хибридна и со оружје, и онлайн,
и со дезинформација и така на И сега е хибридниот момент на тоа што луѓе избегувале, изборувале против фашистичкиот обид бугарската историја да се стави во преговарачката рамка. Значи, забегани се. Значи, ги фативме како лажат, им пропадна планот да направат еден блицкриг, нели? На брзинка таму да нешто, овни да слават тука, датум добиле и така натаму, а да не ни кажат дека тоа дошло со услов. А условот е бугаризација преку европеизација. Значи, ги фативме во лага, што би рекле народски со смркнати гаќи. Ама и таче претходно тоа го најде. Ширеле хистерија, не, лажни... Тоа па која срамота беше па на таа пресконференција па. Па Што дури биле беше кажано, знаеш, нека со згрчени усни, со еден, како се вика тоа, со еден тон таков премногу оштар. Ја мислам дека тука има неколку работи кои што мораме сериозно да ги дискутираме, Ѓорчо. Значи, првата работа се вика вознемирување на јавноста. Тоа е кривично дело, ми се чини. Така? Да. Значи, за вознемирување на јавноста треба да се гонат Маричич и Османи сигурно. Затоа што за доведување на јавноста во заблуда ниту имало хибридни напади, ниту имало било што. И последното е за злоупотреба на службената должност. А последното што сакам да ти го кажам е дека мислат дека на овој начин ќе замолчат многу луѓе, меѓу кои што и мене и тебе, а не само што не замолчуваат, туку ни уште толку ќе зборуваме, затоа што граѓанинот има право да биде информиран и власта мора да биде предизвикана. Не може ние да ги оставиме да прават што сакаат. Последното што сакам да го кажам е ова е најсмешно. Наводно на брифингот сега ќе се доведеме во една апсурдна позиција, јас и ти да го браниме Никола Димитров. Наводно Никола Димитров се јавувал по Европа да го критикува предлогот и тоа било исто хибриден напад. Ова го збореле овие двајцава. Ја мислам дека он можно да е на Путин директива, знаеш? Татко му имаше врска со Русија, нешто беше татко му амбасадор. Даде амбасадор беше у Москва, ма голема чуда. Таму има КГБ, од тоа време ги има ни врбувано. Не бе глупост. И сега ни, па ја теорија на заговор, ала власта широме. Јавно го правам за да ме цитират Жабир Терала, човече. Дали виде другар ти Васко што напишал? Кој? Ефтов. Не? Дека на Стоилковиќ Дугин му дал 1200 телефони со картици. Мислам дека се работи за некако фейк тоа што го видов. Така, фейкен? Некој мислам дека му има имплицирано на Васко Ефтов такви работи. Мене ми лично на негови тврдења, знаеш. Не, мислам дека Васко така до толку не. Не, он не е до толку, не повеќе од тоа. Не, такви фактографии не се случува. Може во своите анализи да каже нешто. Сега е нели крај на јуни, така? Да. Па некаде од крај на април 6 пати го умре Путин. Еднашка дури двојник имаше. Значи нема врска, тоа е сега онлайн медиумите денес се така фокусирани. Не го бранам Васко, не бранам никој. Он ми е колега, сум работел со него и тоа е тоа. Значи тука завршувам муабетот, но сепак морам да ти кажам дека може би веројатно се работи за некаква импликација, затоа што Дугин е небитен во Русија, а па дека сега Стоилковиќ правил хибриден напад во Македонија. Нели е малку забегано? Можно и да се работи за некаква импликација. А може па има нешто, од кај знае. Ајде да се кладиме, дека нема ништо да излезе околу ова хибридни напади едно друго. Дека тоа беше само еден. Не, а Никола Димитров дека правил хибриден напад. Еве ја ги повикувам да го затворат. Нека го притворат, бе, тоа опасност е човеков хибрид се шета и прави хибридни напади. Мислат на мене и на тебе исто. Не би сакал со него цимер од затвор да бидам. Не, ама еве да ги повикаме, ако друго дете. Да ги повикаме обвинителството и полицијата, да постапат, да дојдат викнати мене. Да не викнат. И ја зборам за хибрид. И ние ќе објасниме за сите наши. Еве ја одма да им дадам подопрен глас, ние хибридно напаѓавме, јадејќи сончоглед. Гледавме и чуевме пред телевизорот колку се луди што прават. Хибридно напаѓавме затоа што седевме и го читавме предлогот. Тоа е хибридно напаѓање. Го ширевме по пријатели, по луѓе. И тоа е хибридно напаѓање. И не само тоа, ја бев 3 дена поред на протестите што беа пред влада. Плюс беше на 3 телевизии, секој е сабајле кај нас.
Значи Не бевме, бев само на заспе ако можеш. и на Алфа беше следниот ден, Не бев на Алфа, кај бев на Алфа? беше на Алфа. Не сум бил. Во вестите беше за време на протестите. Да, добро, ама тоа не го И рачунам. беше предходно на 24 вести. Ама тоа претходната недела бев. Ама пак беше темата А тоа таја. е че гостување на вести е хибриден напад или? Ти си еден од најголемите хибридни напаѓачи во цело ова Јас сум хибридер. Ја не знам како може да си слободен ти, човече. Си доаѓаш слободно Добро. на работа, си седиме тука, си правиме емисии. Ние треба да бидеме во затвор. Не, ело. постои една Ние сме работа, закана да. за државата, закана за системот. Но постои една работа која што во овој период морам да кажам дека е навистина Дали ти ќе го повториш делото со хибридно напаѓање на оваа власт? секој ден, секоја тогаш секунда, притвор секој треба да те момент. носат. И не само тоа, него не постои една работа која што условно кажано Милавски ми импонира. Значи не само што можам со гордо крената глава да се шетам надвор, туку секој ден ми проѓаат луѓе кои што не ги познавам, со кои што правам прекрасни муабети, кои што ми даваат прекрасни идеи. Ивица, знаеш околу дека цела оваа работа. во летниот период, нели, као сите емисии, Еспресо Златев и Боцевски ќе ја ставиме во мирување, но ќе Да. правиме една емисија неделно, ќе Сигурно, видиме да. кој термин. Сакаш да ја крстиме хибриден напад. Можеме. Да правиме по еден хибриден напад неделно. Да, хибриден може, да. Хибриден Да. напад мислам дека е одлично. Па и башка ние сме хибриден напад. Да. Вајца сме хибридно напаѓаме. Хибридери. Хибридери. Хибриден напад, еве, почитувани слушатели, е насловот на нашата летна емисија која со Ивица ќе ја правиме на Радио Лидер еднаш неделно до уш летото, затоа што уште малце ќе почнат летни одмори, не може гости да најдеме на Сабаја. А и не само тоа, него тука имаме еден мал технички проблем. Немаме клима. Немаме клима за да не пробие уетер, но Да. air conditionот стига. Да. Еве, доколку некој сака да ни донира air condition, слободно може да ни пише во порака на Во Facebook, инбокс, како? во инбокс на радио леле. Лидер. Ние ќе се понудиме монтажата, сами ќе си ја платиме, нема никаков проблем. Не, да се вратиме на темата. гледайте да биде инвертер. Значи ајде да гледаме, значи цела. А може да има и Wi-Fi за дома да си го пуштаме од Малку Сабајле. се опуштивме За- да не се опуштаме. Значи до петок се што може да се случи. Значи имаме уште многу хибридни напади Не, до петок. до петок. Да изведуваме. Не, до петок, а и по петокот, значи луѓе што беа подготвени, пази, ајде да зборуваме искрено. Онаа резолуција во собрание беше едногласно усвоена. Целата резолуција и духот и словото е испокршена, изгазена, испоганета со преговарањето кое што го правеле. И да повториме повторно, еве, знам дека им тежи оваа работа која зборуваме, но мораме да ја кажеме. Преговарале со Бугарија најмалку 7 месеци. Значи не Франција, овој предлог не треба да се вика француски предлог. Да не влегуме во некој антифранцуско расположение, нема потреба. Франција нам не ни е непријател. Значи, ова е предлог Ковачевски-Петков. Испреговаран помеѓу владите на Ковачевски и Петков. Ковачевски цело време бил во текстот целата работа. Активно го преговарале Маричич и Османи. Видите, еве, вчера Значи да не се задолжуваме. И ова што беше ставено на маса е резултат на нивното преговарање. Зошто глумеа дека не го виделе? Лажеа. Сака да пуштат пробен балон. Како ќе реагира јавноста? вчера гледам од носителите на јавното мислење во однос на кој? дворешната политика, колешката Слободанка Јовановска, also known as Жижи, има текст за независен во кој еве некоја изјава од Османи во која вели само 2 прашања на делот од преговорите. Не, 2 збора рече. 2 збора. Кои се двата збора? Едниот мислам дека е протокол, а вториот не знам кој беше, меѓутоа во суштина демек ако се изфрлеле 2 работи од таа рамката преговарачка, дека ќе сме можеле да почнеме со преговори. Јас сум убеден дека таква работа нема. Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМН, имаше така едно прилично жестоко излагање. Вели, вчера кажав дека Бујар Османи работи за Албанија да почне преговори, а за Македонија што биде, нека биде. Тоа го боли, ама вистина е.
Иако како што пред 4 години кажав дека тој работи Македонија да влезе во иста група со Албанија, која беше многу позади нас. Рекоа дека тоа што го кажуваме научна фантастика, се сеќаваме многу убаво на овие моменти, по неколку месеци таа научна фантастика се реализираше и Македонија не доби датум за преговори. Ама затоа влезе во иста група со Албанија. Исто така, уште тогаш во 2018 година кажа Вели Николовски дека Македонија со СДСМ и ДУИ нема да почне преговори. Еве ја 22 Македонија не почнува преговори. Вистината боли, ама мора да се кажува. Одговорност и оставки веднаш затоа што ја пониживте Македонија и ја оставивте на дното на Европа и Балканот. Порачува подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Да, се сеќавам кога тврдеше дека намерно работат да не стават во група со Албанија. Тогаш знаеш кај беа забегани они дека они се чудо дека се случуваат промени, дека кај да ќе добиеме датум. И па еве сега до кај се доведовме со целата Веруваш ситуација. дека уопште некојаш ќе добиеме датум вака се? Абе, види, не исклучувам дека еден ден Европската унија може да заклучи дека земјите од Западниот Балкан мора да се интегрираат на еден или друг начин и нагло да се придвижи нашата европска интеграција. Или пак да се најдат некои други форми како вие што ги збореа унииве геополитички и така натаму, кои што ќе направат некој бајпас што ќе не доведе нас до унијата, но ај сега да зборуваме реално. Значи нашата трговска размена е со земјите од унијата, олеснете режимот за патување, студирање, работење таму, така што недостасува само тоа полноправното членство за Македонија да може да ја користи сите придобивки. Во меѓувреме власта наместо да го подготвува општество да наликува на европското општество, се случуваат разноразни киксови. Мислам дека да им најавиме на гледачите и слушателите оваа недела ќе доведеме некој човек или жена со кој што ќе дискутираме за ова на фијаското што се случи во Орце Николов. Не знам дали ќе согласиш со мене, Липчо. Не, тоа фијаско е нешто што секој паметен не би го изненадило. Мене ме изненади затоа што не очекував до толкаво уназадување и не само тоа, туку еве ќе кажам има два збора кои што кажуваат што се случи во изминативе 5 години за да дојме до овие резултати. Една придавка, една именка, се вика екстерно тестирање. Немој сега хибридни напади да ми правиш. Не. Те молам. Значи хибридните напади Дали се сеќаваш кога еден македонски политичар кажа дека ние имавме по 3 предмети во школа и ништо не ни фалеше? Да. Еве. Ама ние джингл го имаме тоа на радио, не иде неколку пати од ден. Така, добро. Значи екстерно тестирање се вика работата која што следеше. После исто така ќе најавиме дека ќе доведеме некој од Сојузот на синдикати на Македонија, кој што во моментов прави протести, кои што се не знам зошто власта ги држи. Пак хибриден напад ми планираш ти. Апсолутно. Значи мора и некој од власта да доведеме за да ги разобличиме овие хибридни напади. Нели овде дека отворена врата кога сака да дадат. Можеме дури еве ние немаме услов образование за да се влезе во студиово. Може и човек со средна школа. Може и за брачанец. Еве, да, нели, да. Ние ќе му дадеме honorary MBA од Radio Leader University. Ја еве ќе го денес очигледно си расположен, си има убав викенд. Да. Но види, каде пропаѓаме со тие европските вредности? Ова фијаското со образованието. Значи, види, можеме ние да влеземе во Европа и вакви какви што сме. Што ќе бидеме? Ќе бидеме место од каде што во Европа ќе одат луѓе со најнизок тип на образование и во најслабо платени професии и места каде што од Европа ќе се слеваат трудово интензивни индустрии и како во некои земји од Европската унија скоро примени овдека ќе се увезува ѓубре од Италија. Значи, ако сакаме тоа да бидеме, треба да продолжиме по овој пат на Социјалдемократскиот сојуз. Во спротивно, знам дека е тешко, многу е тешко, Лјупчо. Сега некој те тера тебе да екстерно тестирање, ја не велам дека тоа екстерно тестирање треба да биде да влезе во оценките. Не верам дека тоа екстерно тестирање треба да влезе во евалуација на работата на учителите, но родителите, директорите на училиштата мора да имаат увид во екстерното тестирање. Мора да постои по секој предмет. Мора ова екстерно тестирање да не приближува кон Европа.
Затоа што во Европа постои. Не знам дали ме разбираш што зборувам. Да. Да. Овие се темите кои што ќе сакаме да ги отвараме во наредниот период. Знам дека нашите слушатели ќе ни останат верни. Знам дека ќе продолжиме со овие ситуации и ќе продолжиме хибридно да ги напаѓаме, а? Ова ми се допаѓа. Како рече дека ќе ни свика емисијата? Хибриден напад. Одлично. Почитувани слушатели, хибридниот напад ова утро го водевме јас, Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на ова радио, и Ивица Боцевски, Пред да одјавиш само уште една работа, автор на оваа да не јавиме емисија. исто така дека ќе имаме емисија каде што ќе коментираме случувањата поврзани со Gay Pride, односно со првата не е прва, со парадата на гордоста во Скопје која што се случи овој викенд. Исто така и тоа заслужува еден коментар и една дебата околу сите прашања поврзани со оваа тема. Не смев да заборавам, извини што те прекина во одјавата. Во овој хибриден напад асистираа Горан Лазаровски и Димитар Митровски, кои ја правеа хибридно напаѓачката техничка реализација. Да, ќе разговарам и за LGBT Pride-от, инаку во 21 век ми е така малку смешно да разговарам на вакви теми. Останете со 107,4. Доколку не гледате на YouTube, кликнете, како се вика тоа, subscribe, не знам. Кликнете го, ни требаат поише фалуери, а крај крајава видов дека од YouTube може да се живее, особено кога Боцевски кине договори тоа, кликови, гледање и така натаму. Останете со нас.